Етничкиот центар Полифонија слави 20 години постоење, јас ке кажам само тоа и ке слушнеме за што повеќе се работи. Добро утро, Ивана, за тебе и за гостинот. Добро утро, Слободанка, и до вас и до сите наши гледачи, сите кои што ова утро го започнуваат со програмата на Алфа телевизија. Ве поздравуваме од Македонската опера и балет, поточно од реновираната сала Империјал, каде што токму в среда на 1 ноември ќе се прослави, ќе се одбележи јубилејот, односно 20 години постоење на токму уметничкиот центар Полифонија. Што се ќе сочинува овој концерт, односно како ќе го прослават овој дведеценијски јубилеј. Ова утро сите детали ги дознаваме од Орце Ицковски, токму од уметничкиот центар Полифонија. Орце, ќе ви посакам добро и убаво утро и најнапред честитки за овој дведеценијски јубилеј постоење на уметничкиот центар Полифонија. Благодарам, добро утро на сите гледачи на вашата телевизија. И што би сакал да кажам околу овој јубилеј, навистина 2 децении постоење сепак значи нешто. Исто така интересно што овој концерт ќе биде и отварање на 25-тото издание на есенските музички свечености, а при тоа како концерт и концепт на концертот ќе учествуваат сите наши соработници во ова изминато време со нас кои што соработувале, и така и го наславивме како флешбек на реализирани проекти, со многу гости од странство, со многу квалитетни музичари, квалитетна програма. Имаме гости од Италија, Рафаело Данџело, кој ќе го отвори концертот, познатиот концерт К48820 број 23 на пијано. Имаме исто така застапени наши солисти, нашиот Горан Начовски, баритон. Исто така ќе имаме соработници од Лјубљанската филхармонија, Игор Шкарјанац на виолончело, нашиот исто така македонец кој живее во Лјубљана и работи во филхармонијата, Зоран Митев. Така да тоа ќе биде едно дружење со квалитетна програма. Осем клавирскиот концерт на Моцарт ќе се изведе една барокна композиција Жан Батист Лили, која што многу ретко, скоро не е изведена, прв пат пред 8 години ја изведовме ние. И на крајот ќе имаме едно македонско дело од нашиот познат композитор Томислав Зографски. Така, слушнавме, нели, што се ќе може да слушне публиката за токму по повод јубилејот на уметничкиот центар Полифонија, но што се сработи во изминативе 20 години? Тешко ли беше да се обстои во 20 години како еден уметнички центар? Верувам дека низ годините сте имале и подеми и падови, особено кога нели знаеме дека голем дел од културните манифестации па и не добиваат баш толку голема поддршка од оние кои што треба да ја добијат. Така, нормално, во изминатиот период се случува многу движења и нагоре, па мислам генерално луѓето од Полифонија се ентузијасти, квалитетни уметници кои што пред се уметноста е првенствено на прво место, а се друго станува на второ и така натаму. Затоа и успехот се бележи и се приметува. Реално изминативе години се остварија многу успешни бројни проекти кои што беа и поддржани нормално. Најголемиот дел беа поддржани од нашето Министерство за култура. Полифонија исто соработуваше со многу странски институции, со грантови од меѓународни грантови за сите тие успешни проекти. Така да сметам дека главното мото на Полифонија е презентација на македонската култура, на македонската музика, на македонските уметници пред нова, да кажам, нашата нова публика, младите генерации, а нормално со голем интерес и да ги презентираме нашите културни вредности во странство.
со тој начин, нели, да се представиме и како држава и како уметници кои што на вистина земаат, нели, добри критики и успешно се представуваат во странство. Затоа би сакал да издвојам, нели, од програмата која што реално е реализирана во изминатиот период. Имавме неодамна турнеја во Италија, која што представивме едно македонско дело Македоникум Свита од нашиот познат композитор Давор Јордановски, кој успешно помина во неколку градови во Италија. Тоа е еден жан. Имавме пред една година концерт на македонски шлагери, кај што им возможивме на младите вокалисти да се представат со квалитетни аранжмани и професионален оркестар. Во 2020 издадовме два албуми Носачи на звук, кај што ги ставивме на запис сите Бетовенови сонати од нашиот член Јанинка Невчева. Исто така носач на звук од нашиот виолинист Сања Шуплевска Бојрел. Претходно проект кој што би можел да го споменам е божитната традиција на прославување со Хенделовата Месија 2020. Голем број на концерти кои што ги имате реализирано во изминативе 2 децении, сепак нели мислам дека ќе ни треба многу време за да цела емисија за да ги наброиме сите и да кажеме што се имате сработено во изминативе 20 години постоење на уметничкиот центар Полифонија. Само 6 дена не делат од концертот и од прославата на 20 години јубилејот на Полифонија. Како течат подготовките за концертот? Дали веќе се е подготвено и спремно? Да, веќе почнуваме со проби. Заборавив да го спомнам диригентот Иван Еминовиќ, наш исто познат диригент, кој што ќе диригира со оркестарот и нели солистите ги спомнав, веќе се во подготовки, гостите ни доаѓаат за некој ден и така. Да, верувам дека ќе биде еден одличен концерт и супер прослава за овој голем и тоа како значаен јубилеј на уметничкиот центар Полифонија. Но што за вас еве представува ова 2-децениско постоење Орце, како човек кој што долги години нели работи во ова сфера? Како еве вие ќе ги оцените накратко овие 20 години постоење? Па би сакал да кажам дека секој проект представува тежина на почетокот, кога ќе се изреализира, станува обратно тоа, значи едно задоволство и восхит од она што сме го постигнале со оние мали средства, со оној ентузијазам, како што реков, и љубов кон уметноста што ја имаме сите. И пак би рекол дека сите наши уметници се заслужни. Соработката на Полифонија исклучително беше со широка со сите наши национални институции, како што се Македонската опера и балет, Македонската филхармонија, тука факултетот доаѓа за музичка уметност и така натаму, да не ги заборавам другите. Меѓутоа, сакам да кажам дека заслугата на сите овие проекти е дело на буквално на сите учесници и сите колеги и кои што нели несебично даваат придонес во целата работа. Ви благодарам, Орце, ви посакувам уште еднаш честитки за јубилеот и веќе ги поканиме сите оние љубители на убавата музика да бидете дел од овој јубилеен концерт. Со тоа ќе се отвори и манифестацијата Есенски музички свечености токму в среда на 1 ноември со почеток во 20 часот во оваа сала Империјал во Македонската опера и балет. Потсетуваме дека Уметничкиот центар Полифонија слави 20 години постоење.